Познато е дека по долината на Вардар многу одамна минувал значајниот Вардарски пат, кој од Солун и Пела на југ минувал низ клисурата Демиркапија и ги поврзувал на север градовите Антигонеја, Неготино, Стоби, Билазора, Велес и Скупи, денешно Скопје. Овој простор во текот на историјата различно се именувал. Стена е, просек, бања и од секогаш било место каде што живееле повеќе народи со различна култура. Секој намерник што минува низ ова место го опсема чувство на восхит, кога пред него ќе се исправи железната порта, или денес познато како Демиркаписка клисура. Нашиот пат води на левата страна од карпестиот дел на клисурата на местото кое природно е заградено од врвовите краставец, студена вода, пресека и најниските разграноци на Кожув планина. На ова место, во оваа прекрасна природа, дива и питома истовремено, е сместено селото Клисура. Во атарот на село Клисура се наоѓа чешмата Света Магдалена. А мене ме болеше многу главата. Ми дојде жена на сон. Да дојдам на воа место да се натопам главата да ми помине. Арно, ма ја оди по лекари, по бањи, ваму, таму. Не бива и стално жената ми идеше. Дојди снао, натопи се главата да се оздрави. И пред 16 години покушав да дојдам. И ми кажа жената, вика, че одиш од Клисурската станица патот. Ако одиш од други патишта, че имаш змии многу по патот. Арно, ма ја дојдов од кај селото Клисура, кога идев на левата страна змии и главата нагоре. На десната страна змии, ма дојдов до чешма. Раскопав, имаше колку 2 грста вода. Се ја натопив главата. Вечерта истата жена дојде на сон, седната врз чешмата тука. Врз водата и ми вика, нао, дојде ли? Викам, дојдов и се натопнем. Со 2 коња, црни, жената, укафено облечена, убава жена. И така, водичката стана лековита, сите си идат, си барат лека, лаврша, nek си најдат. Планината изгоре за 20 минути. Во место остана зелено сето и народот сите се чудат, вика, зошто баш тука, значи свето место е. Ако сака некој да верува, ако сака да си дојде на водичката, нека повеле. Патот мислиме да го направиме, ако може да се направи, има некој динар собрано и че се знае каде е. Целиот крај е обкружен со карпи кои му даваат на просторот специфична убавина. На овие врвови може да се види белоглавиот орел. Немавме среќа да видиме некој примерок одблису.
Овие неколку примероци што вртеа над највисоката карпа ни ја доближија стварноста за областа во која се наоѓаме. Неасфалтиран пат го поврзува селото со цивилизацијата. Проблемите се јавуваат пред се во зимскиот период или за време на големите дождови, кога патот до селото е тешко прооден. Доколку оддалеку погледнете во правец на Клисура, тешко може да се забележи дека таму има село, бидејќи самата местоположба ја крие населбата меѓу високите дрвја. Првата мисла, кога го видов селото, беше животот во ова место знаел да биде убав, но и многу суров. Имаше стари зачувани градби, но најмногу околу нас имаше урнатини. Сигурно, само камењата што ги има на секој чекор ја знаат вистината за болката на Клисура, но тие молчат и ја чуваат тајната. Не се знае со сигурност од кога постои селото Клисура, но се знае дека првобитната локација била долу во подножјето близу до патот, кој бил главна комуникација во овој дел од Македонија. Тоа значи дека многу туги војски минувале крај селото, некои го ограбувале, други го палеле, а тоа било доволна причина народот да се исели и на сегашнава локација да изгради село. Селото постоje над 300 години има тука. Од 300 до 400, така нешто. Селото било порно долу. Во старто село што го викаат. После тоа оттаму е оно иселено од војните. Дојде оваа војна, го плачкале, убивале, стоката им ја зимале и дојде друга војна, па така, стално штети ги наоѓело, после чумата која дошла и кој фатело болест тие 17-18, колку биле млади таму, што изумрале, старите најпосле решиле да го селат селото таму. И од тука дошле, го луцирале тука. Тука го измереле местото, го виделе дека е погодно, вода има, се е убаво и тука го направиле. Сега тука нашле два вола, близнаци да бидат, два близнака луѓе и да го одорат вака по крајот, за да трае народ, знаеш, да нема болест. Тоа е и сигурно тоа е, да нема болест, значи. Од тога селото почнало тука да расте и нараснало. И за тоа наше време, јас сега додека бев со централава тука, значи 146 куќи. Домаќинства, значи.
околу 800 жители и 50 тука нешто беме. И после тоа централата се направи 49-та. Од 49-та се работеше, брат ми работеше тој до 52-та, он отиде од Дошница, јас се превземав, ја работев до 57 година. И до 57 имаме струја, народот почна да се иселуват од тука во Демерикапија, таму ни е земјата, таму ни е живеалиште поубаво да прават. И од тука селото сега дојде на минум, значи се иселија сите, останаа тие 5-6 фамилии. Сега тука се наоѓаат нешто сточарството. Това беше от давно време. Дали от Цюрска, дали от Реминско, не памтам аз кога. И се справлява чума пред това. Почнал нас да умира, да ценува и там в наши село, село Клисора. Сядишне село Клисора, оттаму школа не може да бъдат млади на школа, децата. Оттам се изселим от Мирка пия. И сега там живеем, али аз с токта само. Той ми се смее. Во најубавиот период од постоењето, селото броело 170 куќи со околу 900 жители. Во Клисура вриело како во кошница. До 1970 година селото се развивало и го носело епитетот економски богато село. Бидејќи нема поле, селаните своите ниви ги подигале во атарот на старото село. Секој ден вредните клисурци патувале по 14 километри, но вредело, покрај Вартер земјата била плодна и родот бил богат. Горе во селото малите градини најмногу раѓале граф, компири и други градинарски производи. Неколку стотици луѓе ги работеле земјоделските и сточарските работи. На околните падини паселе 8.000 кози, 600 овци, 500 говеда. Во секоја куќа имало магаре или маска, кои биле чувани за превозно средство. И Клисора се двоеше на 3 мала. Горно мало, долно мало и средно мало. А сега се наоѓам точно на мојата куќа, на моето старо огниште. Тука се наши 3 куќи беа, на чичко ми, на едниот чичко, на другиот чичко и другата куќа беше таму позади, па племи има. И тоа е, сега кај што гледаш се рушетини. Сигурно, поради брзиот напредок на селото и поради добрите услови за развој на сточарството, веднаш по Втората светска војна сите очекувале населбата да го достигне својот максимум. Колективизацијата е виновна што Клисура го загуби сјајот. Во тоа време на селаните им ја одземен добитокот, а со тоа ја одземена душата и е сопрен главниот извор на екзистенција. По овие настани не требало да помине долго време од Клисура да се исели последниот жител.
Јас сум 33-та година роđen. Па за време партизанство кај беше, имаме доста кози. Па после не ги собракуваме, па почнаме на овци да обрнеме. Па имаше ја околу 100 глави овци, ги вртах у планината горе. А жената сама беше со дечината тука дома. Па имаше доста кози, мислам. Секој имаше по 200 глави кози. А селото беше околу 160 куќи беше. И сите беме натамо навамо, мислам, кој вамо има трло, кој натамо има трло. И со тоа се занимаваме со стокиша, друго немаше, државна работа немаше. И прибидејќи тоа, за тоа и почнаме ни стокичка да вртиме. Почнаме да свиреме, да ги мрзиме којсти, да го свиреме млекото, сирење бадеме и прибидејќи тоа, бака му даваме на човесте, на тие на вие. Немаше да го збират селяни, мислам, државата. И на селяни го даваме чат пат по нешто така. Повторно се враќам па на исто, што немаме пара, нема работа и због тоа мора да вртиме стокичка, да се занимаваме да јадеме од неа. Иначе нема што да јадеме. И мора да вртиме стокичка. Сега вртам околу 20 на глави козички, па другари што да моје врте 30-50 козички он и се збереме тоа сите со времето. Кој има 10, кој 15, кој 20, тука сме. Толку му менеш. Ние беме сточарска фамилија. Имаме овци. И овците ги зеа због борцелоза. Заврти татко ми кози. Он ги пасеше, ја као мајстор оде во моето време. После смртта ми даде татко ми кои сте. 150 кози беа. Никаков пласма немаме. Ни за сиреј да се продаде, ни за млеко откуп. Сам работе со мистријата, поарно ми беше. Со којсто се запусти. Не можеше ништо од нив. Што имаше, али се со кинаа најмне, по вие редишта. А воа место е само за стока. Може да се вртат тука 5000 кози. И да не претерам. Арнама народот, ја пабик се вратал на стоката, ако има откуп. Откуп ако има, би завртал јас 500 кози може. И имам снага за да завртам. Али на вие начин, кај што гледам, нема апсолутно корис. Ни јаре врве, нема цена. Во другите држави се којаста е најценета, а во нашата држава е којаста најдолна. Дојдовме во Клисура во најубавиот дел од годината, кога се е раззеленето, речи се од секоја страна се слушаше жуборкање на потоци, а селските чешми го правија уште повеличествен просторот околу нас. За време на првиот ден од нашата посета, за момент помислив дека се е како порано и воопшто неизменето. Некои на трактор, други со коњска кола или пеш доаѓаат во селото. Се беше раздвижено. Главно собиралиште е црквата Свети Никола, која на овој ден славеше, а тоа значи дека славеа сите клисурци. Свети Никола Летен ги собра сите раселени жители, кои дојдоа да ја продолжат традицијата на своите предци. Дворот на црквата беше претесен да ги прими гостите. Ова сигурно е единствениот ден и единствено место кога клисурци може да се видат со чашка ракија или сок, да поразговараат, да се насмеат
и да се присетат на минатите времења. Можеше да се видат неколку генерации, а оние кои меѓу последните се иселиле веќе беа стари. Беа присутни и оние кои никогаш не живееле во селото, но поради лошата економска положба се почесто размислуваат со помош на своите родители да го оживеат селото, а тоа би го направиле за оние што доаѓаат. Христе Боже, наши Тебе славате во достомен Отца и Сина и Свети, Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Святи мученици, же добре страдалчествовавши и венчавши ся, молите сяко Господу, помиловати ся душавна. Ашим слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, учеником радованием, и же проповедь Троица единосушная, Исаили кое дева, им его черве. Денеска нашата Македонска православна црква не само покрај маченик Христофор го празнуваме исто така и пренесувањето на моштите на Свети Никола. По тој повод пренесувањето на моштите на Свети Никола од Мирликиски во градот Барија во Италија, денеска на овој ден во селото Клисура собира многу народ, бидејќи повеќе од народот се иселени, заминати се од ова место, така да само на овој ден денешен се собираат овдека, да сите заеднички се помолат кон Бога и не само што се помолат, туку и да се видат, бидејќи одамна се немаат видено, така речено. Бидејќи ако не е овој ден, тие и не можат да се видат, кој што велиме ние православните христијани. Така да, благочестиви христијани, овој празник не само што е голем за нас христијаните, исто така е голем и за нас клисурците, односно за народ кој што живеат во овој крај, односно во ова село Клисура. Така да јас многу не го знам ова место, но еве 2 години присуствувам на овој панаѓур кој што велат тие, присуствува голем број на народ и има многу голем број на верници. Затоа, благочестиви христијани, се молиме на Бога да Господ Бог ни даде мир, да Господ Бог ни даде здравје, за повторно до година да можеме да се збереме на ова место, повторно да го славиме овој ден и да се видиме и сите среќни и весели да славиме овој ден, односно пренесувањето на моштите на Свети Никола. Којто од вас не вие? Сте слушали? Зошто? Дали ќе може равнотежа? Само полако. Дајте една вилушка. Утредента се изгледаше поинаку. Во црквата дојдоа само членовите на одборот да го расчистат нередот од претходниот ден. Имаше време да ни раскажат за изградбата на црквата и да ја погледаме однатре празна. На влезот е напишана годината 1879, период кога е реновиран храмот, стојат и иницијалите на мајсторот кој бил од Крушево и заедно со синовите работел неколку години додека него завршиле фрескоживописот. Во неколку села од овој регион, фрескосликарството во црквите е дело на овој мајстор.
Излеговме од црквата и заедно со мештаните отидовме да разгледаме околината на селото. Некогашните улички беа прекриени со густа трева, зачуваните куќи без живот во нив беа само обичен куп камења, кој чекаа да ги снајде судбината на околните урнатини. Уште еден објект кој се уште му пркоси на времето е училишната зграда. Присутните со радост ни раскажуваа за деновите кога училниците биле претесни за да ги соберат сите деца од селото. Остана само сеќавањата. Јана Менкина во горниот дел од селото во 1966 година со голема мака успеала да го изгради манастирот посветен на Света Талалеја. Трети вели четврток е денот кога иселените клисурци повторно го посетувале манастирот. Од спротивната страна на клисура земјата е сува, бидејќи нема доволно вода. Интересно е дека водата никогаш не била проблем во просторот под Краставец. 7 селски чешми не пресушуваат речиси во текот на целата година. Водата од овие извори има убав вкус, многу е студена и вистинско задоволство и освежување да се напиете вода во клисура. Повеќе од 40 години никој не го посетил местото на кое во 1949 година била изградена мини хидроцентрала, која во тој период била доволна да обслужи 300 куќи со електрична енергија. Се уште постојат цевките по кои паѓала водата и објектот каде што била сместена турбината. Денес се е уништено. Клисурската река се уште тече и вистинско задоволство е да се види околината околу реката, која е дива и недопрена. На целото планини, под него поле, низ нив минува река која не пресушува. Ги има сите услови за живот, а жители нема. Засега и днината никој не може да ја предскаже, бидејќи не достига моќ за да се справи со стихијата. Но затоа сите му се молат на Свети Никола Летен, кој е заштитник на селото, со надеж дека нема да дозволи клисура да исчезне.